Добар ден и добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта, петочна, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Полипите и миомите на матката може да бидат причина за обилни крварења, анемија, како и стерилитет, но најчесто се целосно асимптоматски. Откако ќе бидат диагностицирани, обично стручните лица советуваат да се отстранат и покрај тоа што не создаваат тегоби. Зошто? Се смета дека секоја четврта жена има миом. Дали тој може да притиска на мочниот меур или пак на цревата? Не може да се спречи појавата на миомите и на полипите на матката, но постои начин за нивно навремено диагностицирање и третирање. На оваа тема денеска ќе зборуваме со професор доктор Васил Илиев, специјалист гинеколог акушер, субспецијалист по урогинекологија во Жан Митрев клиник. Започуваме веднаш по рекламниот блок. Со професор доктор Васил Илиев, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист по урогинекологија во Жан Митрев клиник, денеска ќе зборуваме за миомите и полипите кои што се создаваат на матката и кои што понекогаш може да создадат сериозни проблеми. Но како што веќе најави во емисијата, најчесто се асимптоматски, жените не се свесни дека го имаат проблемот. И затоа како може да се препознае, ќе ни појасни професорот. Професоре, добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам. Задоволство ми е, веќе по неколку пати имаме прилика да збориме за теми кои се актуелни во гинекологијата. И ми е драго што овој пат ќе допреме на тема која што опфаќа еден широк диапазон на промени во женските генитални органи. Со тоа подразбира, за жал, и честа патологија која ја стрекаваме во рутинската работа. Вие ги спомнавте полипите, па... Така, чисто велат од полип до карцином, дали полипите што се создаваат во матката се наликуваат на ние како што се полипите во дебелото црево? Дали имаат слично потекло, го носат ли сличниот ризик да создадат карцином? Да, токму така. Добро, идеме поред сега. Значи, прво треба да разликуваме место на јавување на полипот, каде би се јавил тој полип. Значи, тој може да биде во гинекологијата најчесто, да се јави на грлото на матката и да се јави или да се јави на слузницата на матката, или, боже мој, може да се јави на двете места. Најчеста причина за појавување дефинитивно не се знае апсолутната причина, али се мисли дека делуваат хормоните женски, посебно во периодот кога настануваат тие флуктуации хормонски, во перименопаузалниот период, кога се јавуваат двата типа на полипи. Во гинекологијата постои една пракса да кога ќе најдете полип, зависно неговијата големина, позиција и местоположба, значи каде се наоѓа во однос на шуплината на матката или на грлото на матката, да се тие евакуираат, односно да се извадат и да се направи една хистолошка анализа, или тоа би било микроскопска анализа за промените што настануваат. Зашто е тоа така? Затоа што секој полип содржи епител. Епителот има одреден век на живот и после тоа тој мора да се обнови. Секој обновување на епител, секој множење на клетки може да предизвика ризик да настане некоја мутација, да некоја грешка во обновувањето во новите клетки, што токму тоа води до развој на малигни заболувања. И затоа сме многу внимателни кога ќе најдеме полип. Од друга страна, полипите даваат и проблеми во однос на секојдневното функционирање, како често пати се спомења и во литературата, може да бидат причина за интерменструални крварења, може да бидат причина за пролонгирани менструални крварења. Така. Некогаш... Професор, ќе ги разгледаме сите симптоми детално. Вие веќе ги споменавте причините кои што може да доведат, дел од причините споменавте, тоа е возраста, но ние можеме да погледнеме што се издвоивме како ризик фактор за појава на полипи на утерусот, односно на матката. Тоа се 40-тите и 50-тите години од животот, склоност кон создавање полипи, дебелина, полицистични јајници и покачен крвен притисок. Можеме да го видиме и тој телоп. Ќе започнеме со возраста, 40-тите и 50-тите години од животот. Споменавте период на перименопауза, менопауза, што значи дека естрогените, женските хормони се тие кои што се клучни за овој проблем. Да, они се стимулатори на развојот на епителот, на множење на епителот. А полипот настанува како една хиперпластичност, значи потенцирано множење на епител на едно место или на пошироко, зависно тоа викаме каква база има тој полип,
значи настануваат така наречени полипи кои што може да бидат сесилни ако е на тенка основа или да бидат стационарни ако е на широка основа. Значи множење на епителот на клетките се стимулира со естрогените. Во период на перименопауза настануваат така наречени флуктуации на естрогените, Намалување? или намалување и пикови. Аха, и има и пикови. Па има и пикови, да, поедини моменти, не е тоа стално линеарно паѓање само, кога може да предизвика почесто множење, и во тоа множење ние викаме дека треба да бидеме внимателни. Да, некои грешки, ако да се не случат. настанат мутации, грешки на епителот, и затоа треба да бидеме многу внимателни. Втора работа што спомнавте, обезноста. Обезноста е причина затоа што биохемиски материи во организмот на жената, посебно во тој период, трпи така наречена екстраоверијална конверзија во масното ткиво на женската популација, која е богато, жената според естрогената флуктуација има богати масни јастуци по целото тело, настанува така наречена конверзија. И тоа се продукти кои што имаат можност да делуваат како естрогени, а не се естрогени. А не се. Особено велат стомачата дебелина е таа која што прави проблем. Да, целокупната дебелина. Значи целокупната може да се оздрави. Значи во масното ткиво настанува таа конверзија и тие продукти, доколку постојат рецептори, посебно во ендометриалните клетки, може да бидат стимулатори како естрогени, иако не се прави естрогени. И токму затоа доаѓа потреба и евентуално да се, не евентуално, него апсолутно да се евакуира полипот, посебно ендометриалните полипи. Полицистични јајдници, тоа е исто така чест проблем, повторно флуктуација во хормоните, сега покачениот крвен притисок. Сме изненади што најдовна обезни луѓе. Така, значи повторно сите овие фактори се испреплетени и поврзани. Обезитетот е причината најчесто и за пореметена и намалена физичка активност, исто води кон обезитет. Значи тие се еден круг на циркулус вициозис. Да. А има ли некои лекови кои што може да доведат до појава на полипи на матката? Па не естрогени ако се даваат медикаментозно во големи количини, неконтролирано, да, али треба се спомне дека има лекови кои што често пати во перименопаузата спречуваат исклучиво естрогенно делување. И тоа се така наречени гестагени, кои што во втора фаза, медикаментозно водена, така наречена медикаментозна втора фаза, го намалуваат естрогеното делување на тие клетки, токму на тие што можат да бидат во потенцирано множење, и сметаме дека може да спречат, односно да намалат тоа бујање клеточно кое што значи хормонска терапија всушност може да се даде за да се постигне некоја контрола некој баланс, перименопаузален баланс на двата хормона. Жените имаат два хормона. Така, мора да бидат во баланс. Естроген и прогестерон, тие мора да се во баланс. Да. Но пак сега има студии велат ако земате хормонски терапии се зголемува ризикот за карцином на женските репродуктивни органи. Па сега тука како да се излагаат работите? Тоа е на табу тема. Дефинитивно, иако пробаат многу студии во светот, од многу одамна се правени. Последната најголема студија правена е во Канада, над 200 и не знам и 86.000 жени во перименопауза се пратени и евалуирани. И е некој заклучок, зависно од тежината, за секоја жена треба да постои индивидуален пристап во смисол на, тоа се вика перименопаузална субституциона терапија. И тој пристапот кон таа терапија треба да биде индивидуален, зависно од проблемите, односно од остапувањето од физиолошката функција која што секоја жена ќе го реферира. Значи да не биде така стрикто, мене ми е страф од хормонска терапија и сето тоа, зашто тоа има и своји бенефити. Кога мора да се даде? Кога има добра индикација да се даде. Треба да се даде. Апсолутно. Као све. Точно. По медицината. Одиме сега со проблемите кои што може да ги создадат полипите. Одиме со вториот телоп, вели: неплодност, крварење меѓу менструациите, нерегулирано менструално крварење со различна должина, крварење по менструацијата, силни грчеви во текот на менструацијата, крварење по сексуален однос. И сега, професоре, овие симптоми се типични за појава на полипи или пак може докажувате некои други заболувања? Па може и на друго докажува, да, ете ќе спомнеме, после идеме на миоми, ако што се секаваме од договорот наш. Неплодноста, зошто би создале полипите? Па затоа што ако е ендометриален полип, што значи тоа ендометриален значи полип? на слузницата на матката. На слузницата. Да. Значи не е на грлото на матката, него е на слузницата на матката. Тој се исфрла за време на менструацијата? Па тоа е
токму тоа при решавање, односно при екстракција на полип, стално водиме рачун да прегледот ултразвучно се диагностицира ултразвучно. Така. Покрај знаците, односно симптомите што може да ги анамнестички реферира пациентката, ултразвучната евалуација се прави после мензис. Значи, кога ќе заврши љуштењето, односно менструалното крварење, ќе видиме дали може да се дали било полип или не било полип, тоа. Ако доколку после менструално крварење постои, тоа е стварно полип. А доколку исчезна тогаш? Не било полип, значи била ендометриална, значи слузничка набор, да го речеме, набор или насобир на клетки и така натака. Од овие сите овие што сте ги спомнале, исто се стрекаваат како симптоми, односно знаци и при постоење на миоми. Еве, ова крварење по сексуален однос е најчесто кога постои полип на грлото на матката. Нели? Овие другите може да се јават и при постоење на полип на слузницата на матката, еве да не викаме ендометриален, на слузницата на матката. Сега доаѓаме до прашање како да се Јас прво симптомите би ве прашала, па потоа ќе преминеме на елиминирање, значи дел од симптомите, но вела дека некој може и воопшто да не чувствува симптоми. Дали тоа значи дека големината на полипот игра улога, да речеме мали полипи? Колку е поблиску до истмичниот дел на матката, значи матката има грло, врат и тело. Добра. Колку е поблиску до телото, толку поише ќе има симптоми овие што ги имате набројано. А доколку е недека на фунду, на кровот на телото на матката или е на некој од зидовите на телото на матката и не е голем, може да не дава симптоми. Значи може со години да го имаме? Па да. Токму така. Затоа е редовни контроли и во секоја контрола се попени ултразвучни прегледи и тогаш може да се диагностицира и да се чека потврда и контролен ултразвучен преглед после мензис, по завршување. Значи, полипите се гледаат на ултразвучен преглед. Можете ли на обичен преглед да препознаете на обичен гинеколошки, класичен гинеколошки преглед? Ако е цервикален, може да се напипа. Само да се напипа, но не е видлив, така? Може да се види со спекулум, да, ако е тој, да. А доколку се мали полипите? Ајде да збориме за цервикални. Значи за грлото на матката. А доколку е на ендометриумот, не може да се види на обичен преглед, затоа да се диагностицира само со ултразвучен преглед. И тоа мислам не доста, него апсолутно точно. Често ги диагностицирате? Па релативно често, зависи од популацијата, знаете. Од популацијата во перименопаузалниот период почесто, кај млади скоро и да не се диагностицира. Има фамилии кои што се, ние ги викаме естрогени фамилии. Тие фамилии по женска линија имат полипи, миоми, полицистични овариуми, цистин овариуми, така, тоа се естрогени. И тоа се генетски предодетерминирани структурни промени кои што може да настанат, не мора да настанат, пошто секој човек е мешавина, нели, од генетските датоци од мајката и од таткото. Така, сега откако ќе поставите диагноза полипи на матката, што се презема и како одлучувате дали на пациентката ќе речете ќе ве следиме во иднина, дојдете повторно на преглед или пак веднаш треба да се отстрани полипот? Па добро следење, контрола пожелна, зависи од возраста, зависи од позицијата, зависи од големината на полипот и често пати е советодавна психолошки да пациентот го тоа прими. Да го обработи. Обично се во шок кога ќе им кажете полип? Не, толку не, затоа што веднаш следи објаснување дека тоа се најчесто полипи кои што не предизвикуваат поголемо тормозење здравствено, мислам, во иднина. Али често пати, не често, него советот доколку е големината таква, доколку се повтара на вториот преглед, на вториот преглед, тоа треба да биде елиминирано и хистолошки евалуирано. Тоа значи хистолошки евалуирано да се прати на микроскопско испитување. Можете за време на самиот преглед да го отстраните? Не. Не? Не, значи отстранувањето, значи терапискиот пристап према полипот, може да биде на различни начини. Доколку е на цервиксот, на грлото на матката, кој што е видлив, може да биде отстранен при самиот преглед. Значи има специјален инструмент со кој што од базата се сече и се отстранува, се става во еден фиксир и се праќа на хистолошко-патолошка анализа. Доколку е на слузницата, викаме, на матката, може да се извади на два начина. Првиот и најдобар начин е да се извади со така наречена хистероскопија. Хистероскопија е една метода која што може во локална анестезија да се изведе, се влага со еден инструмент кој што е тенок, 6 мм, од 7 мм, на врвот има ладно светло, позади него има камера и камерата е споена со еден монитор.
се влага во шуплината на матката, да речеме, на телото на матката, кај што наоѓа полипот, се визуализира и се струја и специјален инструмент кој што се става во носечкиот инструмент, се сече и вади во целост од шуплината на матката. Тоа е хистероскопски. А може да биде евакуацијата, доколку нема услови за хистероскопска евакуација, се прави така наречена киретажа, но тоа е на слепо, затоа што немате увид, немате вид. Со киретажа отстранувате всушност цел слој? Па да, проаѓате евентуално ако осетите во текот на тоа киретирање, во текот на тоа поминување по зидот на матката каде се наоѓа, онда тука веќе го сечете со киретата која ја употребувате. Значи препорачувате апсолутно хистероскопска евалуација во денешен период да се вади полип со киретажа е стварно. А дали е болен самиот зафат? Со локална или со краткотрајна анестезија се изведува. Трае 3 минути, 2-3 минути, 4 минути. Треба потожената да прима некаква терапија? Па не, она после малку ќе се освежи и си оди дома за 2-3 сати после интервенцијата. Битно е да биде релаксирана, затоа што некогаш треба да се прави ширење, викаме дилатација на грлото на матката, за да може инструментот да се стави и да биде комодна таа евалуација на коренот на базата на полипот. И потоа го испраќате материјалот на хистолошка веднаш тоа е процедурирано. За колку време се знаат резултатите? Па зависи од 3-4 дена се добива резултат. Брзо значи. Да, пошто тој треба да биде фиксиран. Биде поставена дијагноза дали е бениген или пак е малиген? Да, се добива прецизна дијагноза. Е малиген тој вака сега. Значи, влагаме сега во една друга сфера. Така. Да, влагаме во друга сфера. Резултатот што се добива треба да биде бенигни, се става на страна и тоа е веќе завршена работа. Повеќето се бенигни, како што споменав. Повеќето се бенигни. Доколку е малигни, многу е битно каде се наоѓа малигнитетот на полипот. И дали е во резот каде што е изваден полипот е во здраво или, значи со други зборови, дали магнитетот само на полипот или е остаток и во слузницата на матката. Тие се два различни пристапи. Доколку е интото, викаме, значи во целост на слузницата на матката, на полипот, така? Да, доколку е цел на полип, може да се разговара за конзервативен третман, односно следење и давање на ригорозно следење. Доколку е остаток од малигнитетот на слузницата на матката, onda треба да се превземе како карцином на слузницата на матката. Во истиот момент станува карцином на слузницата на матката. Професоре, се случува ли некогаш полипите да се повлечат сами од себе? Ако со изјуштат, односно ако со менструалната крв се изјуштат. Ако да, но тоа обично се помали полипи, трошни ендометриални клетки, клетки од слузницата на матката и така. Одиме понатаму да проговориме малку и за миомите. Најдов податок дека секоја четврта жена има миом, за кој што некои се свесни дека ги имаат ваквите промени на матката, други пак воопшто не знаат. Може ли тие да бидат толку мали да не бидат видливи, па да не се диагностицираат на може. Рутински преглед? На вистина волку често се јавуваат миоми? Значи, тоа е статистика. Знаете, статистиката е многу корисна, ама може да биде и многу така непријатна кога ќе ја чуе некој. Миомите се чест наод, али многу е битно кој од тој наоди е захтевен за понатамошно следење или интервенирање. Значи, често пати има многу мали миоми кои што се наоѓаат во самиот зид на матката и кои што практично не предизвикуваат никакви проблеми, едноставно ги знаеме дека се тука и тие постојат како дел од структурата на зидот на матката. Сега сакам да кажам на почеток што е миом. Миомот е бенигно. Да, тумор е. Тумор е? Значи, во медицината се што е надвор од нормалниот епител се вика тумор. Тој може да биде солиден, тоа е миомот, например, и може да биде цистичен, или е циста. Значи, содржи течност. И сега тие се класифицираат бенигни, малигни, па се делат после по содржина, по малигнитет, по све. Бенигните се солидни, содржат епително и фиброзно ткиво најчесто, еластично ткиво. И тие се наоѓаат многу често пати на различни делови од матката. Ова слика сега што иде, така, и покажува позициите, гледате на различни места. Ова се значи миоми. Тоа е жолтото, тоа беше миом. Ако може да ја вратиме таа фотографија за да ја искоментираме, добро. Тие може да бидат различни по големина и на овој слайд сега што идеше е прикажана позицијата. Значи позицијата може да биде
под самата надворешна ивица, морам така да го изразам, тоа да ме Еве, разберете. Гледате овој доле така. десно е под самата ивица надворешна. Тој над него е под самата ивица внатрешна. И тој горе, најгоре е внатре. Значи тој е интрамурален, ова е субмукозен и првиот е субсерозен, така се класифицираат. Тоа е, значи, номенклатура по позиција. И битно е позицијата, зашто овој што е субмукозниот, тој е внатре што е под слузницата, ја проширува овој Добро. Тоа ја проширува волуменот на слузницата. И во тие случаи зависи од неговата големина, жената крвари многу повеќе. Значи тогаш може да има обилни крварења, менструални, па анемии. Па да, и она почесто доаѓа се диагностицира побрзо постоењето на миомот. Многу зависи од неговата големина. Така. И постои комбинација, тој не мора само тука да е, може да се шири и према зидот на матката, значи може да станува и не само субмукозен, значи субслузницата да е, него може да иде и према зидот на матката, односно да станува и интрамурал. А може ли да притиска и на околните органи, да речеме на мочниот меур, па да се јават некакви проблеми со уринирање? Сега втора класификација е големината. Првата беше позицијата, втората е големината. Ако се наоѓа, значи матката има преден зид, заден зид и кров. Така се опишува тоа во народ, за да ме разберете. И кога се наоѓа посебно на предниот зид, големината може да врши стално скоро, многу често, не стално, многу често притисок на мочниот меур. Мочниот меур е мускулен орган. И за да направите компарација што значи мускулен орган да служи како резервоар, само ќе ви кажам дека срцето е мускулен орган, ама никогаш не е резервоар. Он одма прима така, и пумпа. А овој треба да прима и да трпи и да собира. И кога ќе собере доволно во адекватни услови, позиција хигиенски, социјални, здравствени секакви, да празни. Па за да може мускулен орган да се полни, тој треба да биде инервиран со позитивни и со негативни, значи има супресија и стимулација. Значи тоа треба да биде идеално синхронизирано, избалансирано за да ги пружи тие адекватни социјално-хигиенски услови, реализација на микција, на мокрење. Сега кога трпи надворешен притисок, му се пореметува таа синхронизација и често доаѓа до така наречени инконтиненции. Неволно испуштање на урината. Неволно подмочување, кое што е поврзано со некое движење, наведнување, накашлување, насмејување, зависи од степенот, па таа инконтиненцијата се вика стрес инконтиненција на урината. Таа има 3 градуси, и тој втори, односно трети почесто, тој веќе поврзан дури и во мирување, дури при сексуални односи имаат проблем на подмочување и така натака и така натака. Значи миомите може да контрибуираат во развојот и во развојот, односно во постоењето на стрес инконтиненцијата на подмочување кај жените без обзир на возраста. Оти миомите не се најкарактеристични за како што беа полипите за перименопозална. Туку обратно. Ајде да видиме кои жени се најмногу во ризик, вели афроамериканките. Точно, добро. Тоа го издвоивме, вие кажете доколку нешто не е така. Логично, они имаат генетска структура Жените со вишок килограми, генетска предиспозиција, жените што добиле многу рано менструација, жените што користат контрацептиви, недостаток на витамин Д, црвеното месо, алкохолот и кофеинот. Еве не сме издвоиле возраста, но велите дека тука возраста е клучна. Значи почесто се јавува кај младите, кај помлади, не младите, кај помлади. Значи ако беше менопаузални, перименопаузални, сега овдека веќе во репродуктивен период. И тогаш највише даваат и проблематика медицинска за третман. Ова се што сте навели е точно, нели, афроамериканки и генетска предиспозиција спаѓаат во една иста група, затоа што најдобрите спортистки се афроамериканки. Така. Токму така, затоа што генетиката дозволува да предоминираат мускулни влакна со различна должина и капацитетност. Капацитетноста е важен збор во ова сега што го зборува. И затоа се они многу до. Ама ако настане во тоа множење на тие мускулни влакна некоја мутација, односно грешка викаме, онда се дешаваат такви работи, на тоа се наколемуваат фиброзни влакна и настануваат миоми помали или поголеми. Тоа е вишок килограми, го зборевме, естрогените пак играат улога, рана менструација пак е долг период на естрогено делување, може да предизвика. Контрацептиви зависи, сега има многу ниско дозарни контрацептиви и тие се доста добри, во смисол на жени што немат и фамилиарна оптеретеност. Тоа е важно. Семејна предиспозиција. Семејна предиспозиција, таа.
ова недостаток на витамин D мислам дека е многу популарно сега. Да, дискутабилно е. Многу е популарно. Ова нека стои. Нека стои, нема да. А што велите за црвеното месо, алкохолот, кофеинот? Па генерално земено тие се се тие означени као штетни овие хемикали. Месото се знае зашто. Знаете што, црвеното месо кога се метаболизира предизвикува, доведува до стварање на супстанции кои што се канцерогени. И е поврзано исто со карциноми на дебело црево и така натака. Значи, ова што е поврзано со генетиката, па иде со една друга генетска конституција, ама да не го шириме. Можете со сама Не, многу ќе биде. Добро. Во некое следно издание, кога имаме повеќе простор. Ајде да проговориме за миомите и бременоста, но претходно да ги поканим и гледачите, доколку сака да се вклучат во програма, ќе биде објавен телефонскиот број на екранот, слободно почитувани, јавите се и вклучете се во програма. Значи, ајде да проговориме за миомите и бременоста. Можат ли да бидат пречка за некоја жена да забремени? О, да. Или за компликација во бременоста? Да, до двете. Еве, новој телоп дедате, тој миом што е под слузницата на матката, тој го руши шуплината на матката и деформира. Овдека е мала волумено него, може да биде и многу поголем волумен. И тогаш ние каме нидација, односно може да настане оплодување нормално, но таму 6-тиот, 8-тиот ден треба таа оплодени клетки треба да се всадат, да речеме во и нема каде и смета да се всади, не се ствара добра подлога на тоа место. Може во матерична бременост да се случи поради тоа па не, ради миомот, да заврши? Може ако е горе на блиску до отворот на каналот, на тубата, да речеме на каналите, али над миомот слузницата никогаш не е така добро трансформирана да го прими плодот. Ние викаме дека слузницата треба да настапи децидуална трансформација. Значи тоа да се спреми за нидација, за всадување, за всадување, викате, така. Ето така. Значи тоа е многу важен момент. Онда може да представува проблем во смисол да обструира контактот. Онда хемикалиите што на миомот има свој метаболизам. И колку е поголем, толку поголем притисок поради присуство на сврзнато ткиво прави во скрвните садови што го снабдуваат. Намалување снабдување на хранливи материи што доаѓаат во него предизвикува смрт на клетките внатре во самиот миом. Смртта на клетките ствара детритус, но ствара хемикали кои се токсични. И го рушат системот и идат во крвотокот пак на жената. Исто така може да биде пречка за хемиски влијание, хемиска инфлуенца да прави врз можноста, капацитетот за бременување. И онда позицијата, највише позицијата, знаете, кога бременоста почнува да тече, да речеме, и матката добива прогресивно раст, и миомот поради зголемената количина на хормони, естрогени посебно во текот на бременоста, и он се храни. И тој расте, така. И тој се храни. И така да тоа може да биде и да речем просторна проблематика да развие миомот како тако. Но има жени кои што нормално забременили покрај тоа што имаат миоми и имале нормална бременост. Па да, збоја токму за него, за тоа зборевме сега. Позицијата, големината, сето тоа е. Да, и она ќе расте заедно и после тоа ќе видиме дали може да биде породена спонтано или ќе треба да се прави. Значи може и миомот да биде причина да се треба се направи царски рез. Да, може да се направи царски рез и така. Едно време се мислеше дека не е советодавно да се вади и миомот при царски рез, ради голема васкуларизација на матката. Сега тие препораки се променат? Па сега го правиме тоа затоа што имаме добра услови за хемостаза, така да не е проблем. Професоре, двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија, да ги слушнеме. Добар ден. Добар ден, поздрав до водителката и до докторот. Ви благодарам. Вака, јас оперирана сум од дојка пред 11 години. Така. А сега во април месец имав полип, ми правија керетажа и покажа дека има канцерогени клетки и ми направија операција сега пред 4 месеци се оперирав, аденокарцинома, ендометри, НГ, римско 1 диагноза. Така. Сега ме интересира која е причината, дали тоа што примала хормонска ми доведе до да ми се направи после толку години, ми се направи проблем на матката. Така, примавте меѓувреме хормонска терапија заради карциномот на дојката, добро. И друго прашање имам, сега имам момента, мислам и тоа си го имам стрес инконтиненција. Мислам дека сега повеќе би се појача од кога ми се отстрани матката и јајниците. Па ме интересира која е причината што ми се појави
полип на матката. И што можете да направите за да си го решите проблемот со стрес инконтиненцијата? Ви благодарам за вклучувањето, повелете доктор. Гледачката све кажа. Така? Па да. Точно тоа што го почувствувала е поврзано. Терапијата дадена за карциномот на дојка има негативно влијание врз слузницата на матката, во смисол на можен развој, евентуален развој на карцином. И тој е фатен во прв степен, што е добар момент. Евакуирана е матката, ама сега оставен слепо завршувачка вагина, која што ја тотално деструкција на позиција на бешиката и на сфинктерот, на затварачот на бешиката, и има стрес инконтиненција. Често се јавува тоа како последица. Може да се реши? И се решава идеално. Денеска имаме услови за решавање кои што се минимално инвазивни, кои што се прави еден сосема мал отвор од 7-8 мм на предниот зид на вагина и се поставува една тракица која е широка 7 мм и која што врши тотална функција за сфинктерна, значи затварачот, така да при стрес инконтиненцијата на 93% би била решена со таа интервенција. Интервенцијата трае 15 минути. Кратка е. И пациентката може да си оди истото попладне или утредната. Ова е корисна информација. Ќе направиме, професор, уште цела една емисија за стрес и инконтиненција, бидејќи ова е чест проблем за кој што ретко се зборува, па и жените кои што го имаат проблемот се срамат да го споделат со останатите, обично кријат. Тоа е многу често. За жал, јас сакав, сега пошто ја допревме инконтиненцијата, да потенцирам. Нашата популација, женска популација, е работна популација. Она е изложена често и на физичка работа, и на домашна работа, и како последица на сето тоа се јавуваат тие пореметување на позицијата на женските генитални органи или пролапси, и во тие пролапси учествува мочниот меур. Преку 60% учествува и мочниот меур во тие пролапси, или е водич. Многу често е водич, он е напред, прв е кој што доведува до спад и на вагиналните зидови и така натака. Кога тоа се дешава, над 40% се пропратени со стрес инконтиненција. И жените живеат со тоа, тоа е изузетно пореметување на квалитетот на живот. За мокрачата, урината, мокрачата има киселина и стално кога е влажна зоната на надворешните генитални органи настанува иритација, која што пропратена во години кога нема хормони со атрофија, многу тешко се одразува врз квалитетот и врз животот генерално, а се лекува и решава на едноставен начин, како што кажавте, зафатот е некогаш и 15 минути. Да. Имам уште еден гледач, да го слушнеме и тоа прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да го прашам докторот. Јас се оперирав подигнување на бешика за често мокрење. Ама решението пред 6 месеци го завршив, ама сега пак ми се случува истото. И покрај зафатот вие повторно имате неволно мокрење, така? Да. Дали имате некој подпрашање? Однос со сопругот, како што викал докторот, баш ме праќам од прв пат. Значи, истото го имам, ама немам како што бев, ама истото го имам, тоа проблем. А што е оперирано? А што ви е точно, каква операција е направена, дали можете да ни кажете, дали знаете? Подигнување на бешика. Подигнување на бешиката е Ама направена. како, вагинално или одгоре, не знам? Не, стомак направено. Одгоре, правилно. Да. Со класична операција. Добро. Ласерска ја мислам. Ама бев добра, ама некогаш кога сакам да дрзам, пак како да ми пушта мокрач. При напор и понатаму имате проблем. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Сега, ја предпоставувам, не сум сигурен што е направено, како е направено. Направено се употреба на природни материјали, значи локално ткиво е употребено и тој има лимитиран капацитет за сфинктерна функција. Не може да обезбеди тоа што ова ја го сега зборував, да... Тоа се отвара стомачната празнина, тоа да, класична тоа е операција за абдоминален пристап за решавање на стрес инконтиненција, која што е да голема операција, сигурно била индицирана поради некои други заболувања, други наоди, јас тоа не знам. Али природното ткиво нема таков капацитет на сфинктер да обезбеди таква функција на затварање на бешиката при напор. И тоа се така наречени рецидиви на стрес инконтиненција. Што се прави во таков случај? Па, токму ова што го предложив сега. Може да се направи повторно. Да, сега вагинална корекција. Вагинална корекција. Преку вагината се влегува и тука се прави корекција. Да, се прави мал отвор, 8 мм.
И имам носачи специјални, со специјални носачи ги поставувам сфинктерот, го поставувам една трака која што има сфинктерна улога. Значи советувате да се Да, направи. тоа треба да го реши да со реоперација поради тоа што има рецидив. Често се буваат рецидиви? А зависи од пристапот. Ова интервенција е успешна на светско ниво, на 5-годишна евалуација, успешна 92%. Друга не постои за стрес инконтиненција што е таму. Следната по успешност е 78%. Значи не треба да воопште компарацијата да се прави. Јасно. Тоа е тоа. Професоре, продолжуваме уште со неколку прашања поврзани со миомите. Дали е проблематично кога жената има миоми во менопауза? И има ли шанси поради падот на хормоните во тој период на женските хормони сами од себе да исчезнат? Да, тоа мислење е многу распространето. И голема надеж дава. На сите пациентки тоа, еве јас сум сега близко до менопауза, ќе се исуши мојот миом и така. Значи, универзален одговор не постои. Затоа што не значи сега хормоните ќе паднат и готово миомот се стопи. Али зависи од прво, зависи од тоа колку рецептори се останати во клетките, затоа што и кога жената нема активно менструално крварење, во организмот се наоѓаат биохемиски супстанции кои што ние ги викаме естроген-like action. Значи имаат дејство како естрогени. И зависно од количината на рецептори на миомот, тој пак ќе биде на некој начин хранет. Само некако што бил во природните естрогени делување кога имало. Настанува, ако ништо друго, настанува стоп на растот, најчесто. И сега тој може и да се намали, да склерозира, ние викаме, да стане што повеќе наместо мускулни влакна, да биде што повеќе со сврзни ткива. И тоа е придобивката. Иначе, зависи од големината и зависи од позаложбата. Тие се двата фактори што го дедуваат третманот на миомот. И онда симптомите, односно знаците што ги пред малку зборевме. Така. Затоа што ги има видливи симптоми. Да. Ако во постменопауза постои миом, али постои некој друго заболување, ние сега не го допревме јајникот уште. Тој исто колку матката има патологија бенигна што денеска ја обработуваме на некој начин. Тој ако учествува имате пациент кој што треба да решите оваријален проблем, а има миом, нема миом да го оставите, ќе го решите без обзир на возраст. Уште еден гледач имаме. Ајде. Да слушнеме уште едно прашање од гледач во продолжение на денешната Тилма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до... Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот, за да можеме да комуницираме. До докторот. Јас имам 65 години. Пред 3 недели при рутински преглед ми е откриено течност во матката. Така, и сега претпоставувам ви интересира за што станува збор и што може да се преземе за да се реши проблемот, некој прашање? Сега, да, добив терапија од лекарот пробиотик, вагинални таблетки, видермина. Така. Во ред, се уште... И после тоа се направи киретажа, односно исфрлање на течноста од матката, од гинеколог. Сега ви интересира што Зашто станува зборик и пошто првпат не е миом, туку течност во матката. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што е тоа течност во матката, Добро. професоре? Години 63, постменопауза сигурно, Така. до атрофија, се затвара цервикалниот канал, клетките во слузницата на матката продолжуваат да живеат и полека умираат и полека се множат. Тие сега веќе се е успорено во тој период и таа течност што се собира, ретенција на течност во матката, настанува токму ради затварањето на каналот. Направиле киретажа, значи го дилатирале, го прошириле, таа истекла течноста и предпоставувам дека материјалот што го добиле го пратиле на патохистолошка анализа, тоа не знам. Не кажа пациентката дали го пратиле. Токму затоа се ствара. Тоа не треба да представува никаква опасност, односно некој лош наод, само потврда на тоа ќе биде хистологијата која што треба да добијат. Кога станува збор за миомите, на каков начин се отстрануваат? Да. Вака, репродуктивен период, најчесто, доколку позицијата, големината на миомот, и не е само еден, некогаш има
Тоа има пациентка со 18 миома. Па да, onda захтева да се бидат евакуирани миомите, само и тоа се вика миомектомија. Миомектомијата може да се изведе на два начина. Едниот начин е со отварање на стомакот, се прави рез и се отстрануваат миомите или миомот и се матката затвара од местото кај што е отстранен миомот. И 18 миоми можете да извадите? Па да, и И голем број сакав да прашам, така. Да. И може да се вади со лапароскопија. Зависи од големината на туморот и од позицијата на туморот. Покрај тоа, кога се наоѓа под мукозата, под слузницата на матката, може да се вади со хистероскопија. Од хистероскопот, како што вади полипи, кога зборевме за полипите, може да го извади и миомот. Односно да го пресече и да го извади. Тука само има едно али. Често пати базата на миомот не може да се долови хистероскопски, да се извади во целост, али е сасвим доволно да се елиминира оној дел кој што проминира во шуплината на матката, во камумот на матката. Тие се збориме, значи, кога се работи репродуктивен период, млада жена која што сака да има репродукција уште и така натака. Кај повозрастни, кај завршена репродукција, миом или во перименопаузален период, кој што прави крварење и сите овие знаци што ги набројавме, доаѓа во преглед да се извади целата матка. Матката може да се извади, така наречена хистероктомија, по вагинален и по абдоминален пат, или по абдоминалниот пат подразбира хистероскопски, овој лапароскопско екстракција, односно хистеректомија, или по вагинален пат со вагинална хистеректомија. Доколку миомите се мали? Да, доколку се мали, има пристап, може да иде и по вагинален пат. Што е за доколку се толку мали, често пати не индицираме во тој период од животот и да се вада. Тогаш нема потреба за нивно отстранување. Ги пратиме најчесто. А кај жените во репродуктивниот период? Ги вадиме само миомите, мерка да чуваме, односно ја оставаме да си врши функција која што... Но може ли да речете на жената да причекаме? Може. Може, зависи... Или да не ги вадиме воопшто, да не ги пипкаме? Зависи, најчесто тие се пациенти кои што ги знаат подолг период миомите. Они се веќе пратени. И кога ќе дојдат, они се веќе спремни да чујат уште едно мислење и модел на вадење. Така. Тоа е најчесто, мислам, не е апсолутно. И така. Сложен е процесот на елиминирање? Па, како да кажам, се од мој аспект не е. А и за пациентите е потребно да им се објасни, нели, логично како се патот на елиминација, постоперативниот период и сето тоа. Иначе рутинска оперативна интервенција. Колкав дел од миомите може да се развие во карцином? Да, тоа е за стека мал број, во промили збориме, во промили, значи на 1000 миома. И тоа се шпекулира дека од миом се развил, односно дали е деново сарком. Тоа е малигно ткиво на сврзно ткиво, значи малигнитет на сврзно ткиво се вика сарком. Сега дали е деново сарком, значи од почетокот бил сарком, или е од миом. Тоа е во литературата, затоа се иде на 0,1% промил, 0,1 промил саркомска трансформација на миом. Значи минимален ризик за карцином. Минимален, али Боже мој, знаете за тој што е тоа е 100% за афектираната личност. Професори, моето последно прашање денеска во однос на диетите, кои што се односно режими на исхрана кои што се наменети за жените со миоми. Препорачувате да ги следат? Имаат и ефект? Да, апсолутно. Генерално земено, здравието треба да се одржува, е поврзано многу со моделот на исхрана, пошто преку исхраната ние примаме она све што во нашиот организам согорува. А тоа што согорува ствара биохемиски и хемиски материи, кои што се од различна природа и имаат различно делување на различни делови од нашето тело. Значи, секоја диета која што одговара во смисол на одржување на баланс, тој е оној јинг-јанг баланс, или како што зборевме за бешиката баланс, или сите тие баланси, е добро дојдена. И нема некоја специјална диета за миоми. Ја тоа дефинитивно е популаризирање на поедени диети на поедини куки што ги форсираат. Така, или нутриционисти, да. Иначе како диета за миом, стварно јас, или барем јас не знам дека постои. Јас најдов на неколку, но тоа не значи дека се ефикасни, но ете, зошто да не може да се проба, не беа агресивни. Да, беа колку што видов базирани на медитерански начин исхрана, па зошто да не, секога е здрава исхрана е важна за
за целокупното здравје. Медитерански начин исхрана важи за све, почнувајќи од добар вид да имате, до холестерол, до атеросклерозитични промени, до све. Професоре, многу ви благодарам за вашето денешно гостување, за убавите појаснувања што ни ги дадовте на оваа релативно сложена тема, би рекла, но и честа, исто така. Честа, прилично честа. Останаа јајниците да ги обработиме. Во следната емисија, кога ќе опфатиме и инконтиненцијата, односно неволното испуштање на урина, онака, убаво една цела емисија посветена на тоа. Таму има иста количина на патологија. Ви благодарам многу. Почитувани, ова беше се во денешната емисија, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам и денеска на вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.